Вода, životna tečnost, našata prva lulka, večna uteha i lep. Ima nešto što te smiruva koga gledaš v ova beskonečno sinivo, što te pročistuva i dobližuva do vozvišeните nešta. Da li sveti Erasmo i sveti Kliment počustvovale isto to koga pred 1000 godini gledale v ovoj pejzaž? Koja je ta Božja energija koja lebdi nad mestovom? Što li je toa poradi koja se kršele i se ušte se kršat kopja nad pravото na ova mistično mesto? Ohrid i njegovata čudesna energija se Božjo delo i živ spomenik na čoveštvo. Ohrid je jedna od najstarite čovečki naselbi vo Evropa, su arheološki navodi od periodot na Neolitu. Brojnite navodi na materijalna kultura, stara i do 5000 godini, go prava vistinski biser za arheologijata. Antički grad Lihnit se navodje vo srceto na sovremeni od Ohrid. Niz nego pominuvala Via Ignacija, rimskata magistrala koja gi povrzuvala Dirhatijom, denešen Drač na Jadranot, so Lihnit, denešen Ohrid, preko Solun, Perint, odnosno Herakleja, so Konstantinopol na Bosforu. Carot Samuil pred poveća od 1000 godini go odbira za prestolnina na prvata država na makedonskite Slovenije. Od Ohrid poteknuva i Petar Čaulje, revolucioner i borec za sloboda. Kako lider nevostanijata po podelbata na Makedonija, do posleden zdiv работел на идеята за незиното ослободување. Дали сте знаеле дека едно од езерата на Сатурновата месечина, Титан, го носи името според Охридското езеро? Како се вели, ништо не е случајно. Охридското крајбрежје е надалеку прочуен туристички центар каде човек ќе си помине како на ниедно друго место. Трагајќи по автентична локална храна, патот ме носи кај Милчово Велгошки. Овде подготвуваат неверојатно ѓомлезе. Некогаш сиромашка храна, закуска за аргатите, а денес врвен специјалитет. По убавата черешова ракија одам да се оладам покрај езера. А таму ме пречека Сузана со својот тим задолжен за масажа и релаксација. Сега си посвршено, заедно лично. Да дојдеш во Охрид, а да не каснеш риба, не бива. Во острово кај Свети Наум ме пречекаа со охридски специјалитети од риба и традиционална песна. Zajedno lično, Ohridače. Изградбата на овој манастир е поврзана со името на Наум, голем учител, просветител и познавач на народната медицина. Инспириран од делото на словенските браќа Свети Кирил и Свети Методи, се откажува од богатството и угледот и тргнува по патот на науката и обожувањето. Чудотворноста на Свети Наум Охридски е легенда која и ден денес ги привлекува оние кои во светите извори околу манастирот бараат утеха и исцеление. Тој што верува ќе го слушне срцето на вечно живиот Свети Наум Чудотворец, кој чука за исцеление на сите нас. Преданието вели, 6 дрвени чунови, гонети од 40 искусни веслачи, пловеле кон пустец. Веслале со сета сила, зашто небото над Свети Заум почнало да се смрачува, а водата како мртва. Како од ништо створен студен бран, долетал по сртот на планината и го голтнал чунот на предводникот. Миг потоа, невидлива сила ги кренала 6 чунови и ги фрлила во водата. По необичниот настан, езерото повторно потонало во мол. Црквичето кое мирно се огледува во водата е изградено, велат, за Божја заштита и за ум. За ум. Не можам да се изначудам на бистрината на водата. Чиниш може да се види дното дури и во неговите најдлабоки делови кои достигнуваат безмалку 300 метри. Овие води вријат од живот на главно ендемски видови,
како езерскиот сунгер, планктонот, охридската јагула, охридската пастрамка и безброј други. Дали знаете што ги поврзува Охридското и Бајкалското езеро? Двете се најстари на светот. Имаат воодушевувачка убавина и една малечка рибка која живее и во двете. Латински Албурнус албурнус, во охридски Плашица. 1928 година Јован Субановиќ, руски емигрант по потекло од големиот Бајкал, ја споделил тајната на вештачките бисери со Михајло Филев. По тој рецепт неговите наследници и ученици до ден денес изработуваат прекрасен накид. Велат, во Охрид има 365 цркви, за секој ден од годината по една. Овде апостолот Павле христијанството го проповедал во првиот век од нашата ера. Првиот словенски архиепископ и основач на Македонската православна црква, за вечни времиња славениот Свети Климент Охридски, го претвора Охрид во европски центар на средновековната писменост. Но мене при срце ми е ова, посветена на Христос како божествена премудрост, Света Софија. Во старо време соборна црква на Охридската архиепископија. Според научните сознанија, единствено овде, во најголемата галерија на архиереи во светот, насликани се сите христијански големодостојници на истокот и западот заедно. Поглаварите на Цариградската патриаршија и шестмината римски папи, архиепископите на Александриската, Ерусалимската и Антиохиската патриаршија, на Кипарската и на старите угледни малоазиски епископии. Тука се и ликовите на словенските просветители, Свети Кирил филозоф, Свети Методий и нивниот ученик Свети Климент Охридски. Композициите се сликани пред конечниот расцеп на источната и западната црква во 1054 година, или годината на папската ерес. Ниту во патриаршијата во Цариград, ниту во Ватикан нема ваков пример за христијанско заедништво како овде, во вечниот Охрид. Охриде, поголем си и од самиот живот, ова моја чудесна земја.